Почитувани, последниот случај на брутално врсничко насилство врз девојче во Скопје е уште еден сериозен аларм дека системот кој треба да штити и да ги превенира ваквите појави целосно потврла. Нема систем, има само жртви. И за тоа мора да има политичка и секаква друга одговорност. За сите пропусти, за промашената превенција, несоодветно постапување на МВР, јасна е одговорноста на министерот Панче Тошковски. Во последните 2 години, со ДПМН на власт, живееме во држава во која насилството е секојдневие. Во училиштата, во домовите, на улиците. Дури и безбедноста на децата е загрозена. Само од почетокот на годинава имаше 3 грозоморни случаи на злоупотреба на малолетници во Скопје, Гостивар и Неготино. Превенција никаква, а наместо одговорност имаме неказнивост. Семено насилство на секој чекор, со случаи кои завршуваат трагично и покрај претходни пријави. Згаснаа животи на мајка и малолетно дете. МВР на чело со Панче Тошковски не ги заштити. И покрај 12 пријави за 2 години за семејно, физичко и психичко насилство врз младата Ивана, МВР било слепо и глуво. Насилник во Велес ја уби младата Росица и незиниот татко. Уште едно во низата потврдувања дека МВР и Тошковски потврлија. Серијски убиец во Кумановско Старо Нагоричане уби 5 жени, додека 2 години биле игнорирани пријавите на жителите. МВР и Тошковски повторно потврлија. Ни се случи најголемата трагедија во Кочани. Згаснаа 63 животи. Тошковски ги штитеше неговите началници. 5 тони дрога поминаа преку граница, без никаква контрола. 5 тони дрога. До ден денес нема одговорност од МВР како поминале и кој ќе одговара во врвот на власта. Полиција, царина, службеници, началници. Кој ќе одговара? Полицијата е ставена во функција на заштита на власта, наместо на граѓаните. Ниту една пресконференција на министерот Тошковски нема да ја врати до вербата на граѓаните. Одговорност мора да има, а таа е директно кај министерот Тошковски. Време е да ја преземе и да си даде оставка. Покажа дека нема капацитет да ги заштити граѓаните и да ја гарантира безбедноста за нив. Граѓаните заслужуваат да живеат во безбедна држава, заслужуваат институции кои функционираат за нив, а не криминален систем.